Структурираните задачи и активности представуваат начин на уредување и презентација на материјалите и структурата на поединечни активности. За да се развијат компетенции и успешно да се заврши одредена активност, ученикот треба да има познавање за тоа кој материјал треба да биде употребен и кој резултат се очекува. Лицата кои имаат потешкотија да ги соберат сите потребни материјали и кои имаат потешкотии во организирањето на деловите на корисен начин, ќе имаат потреба од поддршка за обавување на задачата. Доколку од нив се бара да се справат со задачата без никаква помош, многу е битно материјалите да бидат припремени на таков начин што организацијските барања на задачата се минимални. Овој аспект на визуелна структура се нарекува визуелна организација. Визуелната организација вклучува начин на кој материјалите се физички наредени, додека организацијата на задачата вклучува структура на одредена активност. Видови на структурирани задачи и активности. Честопати е доволно претходно да се селектираат потребните материјали за една активност и да се стават во еден контејнер како мала корпа или кутија. Со форматот на корпа, детето има се што му е потребно за да ја заврши активноста која се наоѓа во корпата. Сепак, треба да ги извади материјалите надвор од корпата и да ги нареди на работната површина. Доколку детето има потешкотија да го обави чекорот за подготовка на активноста, односно да ги извади од кутијата материјалите и да ги постави на работната површина, се обавува поструктуриран вид на задача. Кај активностите со формат на кутија за чевли, сите контејнери или слободни делови се ставени на капакот од кутијата или се прицврстени. Организацијата на материјалите е предструктурирана, односно материјалите кои треба да се користат се лоцирани на левата страна и контејнерите или местото за ставање на завршните делови е лоцирана на десно. Задачите се состојат од една единица која може да биде сватена во целина. Детето веднаш започнува со работа. Нема потреба да распакува ништо. Сличен концепт имаат и структурираните задачи со формат на прослужавник. Садовите кои содржат разни делови се ставени на стабилна површина. Послужавникот не ги држи материјалите, туку ги структурира на одредена површина и децата знаат на кој дел од просторот треба да работат. Следен е форматот на папка. Ова се дводимензионални материјали. Тие се пластифицирани и сместени во папка кои се користат за разни видови на структурирани задачи за сортирање. На предниот дел од папката се ставаат во плик работите кои треба да се извадат и да се сортираат. Детето може да земе една папка која ги содржи сите потребни материјали за одредена работа, но сепак треба да научи да ги вади картичките и да ја отвори папката пред да започне со работа. Покрај организацијските аспекти на задачата, детето треба да знае и како да ги користи материјалите, со цел независно исполнување на задачата. Доколку детето има потешкотии да запамети што треба да прави со одредени делови и е зависно од постојани вербални инструкции или пак не ги разбира, најсоодветно би било да се воведат визуелни инструкции. Доколку лицето може да декодира визуелни информации за како да изврши одредена активност, тогаш има усвоено голем чекор кон независност. Еве на сликите имаме одредени примери за визуелни инструкции. На првата слика имаме чекор по чекор изградба на вовче, додека пак на следната слика имаме 3 чекори како да се изведе, односно да се заврши задачата во кутијата. Практични примери за структурирани задачи и активности. Развојот на основните вештини може да биде воведен преку задачи кои содржат ставање, вадење или ставање на предмети во одредено место. Кога овие вештини ќе се совладаат, децата учат да спојуваат слики, картички со зборови или символи. Повеќето задачи најпрво целат кон едноставни вештини за спојување. Во подоцнежите фази, истите видови на задачи може да се користат за да се воведат врски базирани на поапстрактни карактеристики.
Задачите кои бараат сортирање и испарување може да бидат искористени за зајакнување на комуникацијата, општото знаење, читање и математика. Развој на основни вештини, односно задачи со ставање. Еве некои примери за задачи со ставање. Значи, целта е пуштање на предметите во садот. Материјалите треба да бидат јасно видливи и лесни за фаќање. Тие може да бидат наредени, ставени на врвца или пак на чичак трака. И тие да бидат спремни за земање. Можат да преминат во активности за сортирање. Понатаму имаме задачи со ставање на одредено место. Овие задачи се пософистицирани вештини за фината моторика и координацијата око рака. Може да вклучуваат предмети како прстени, перли и слични предмети со отвори, и истите тие да се ставаат на одредено место. Задачи со штици и со боцкалки. Како што може да забележите на сликата, штиците го комбинираат принципот на ставање и пронаоѓање на соодветниот одвор за секој дел да биде ставен. Истите овие задачи може да преминат понатаму во задачи за сортирање, задачи за редење, за следење на некоја одредена низа и така натаму. Понатаму имаме задачи со нижење. Овие задачи бараат двете раце да бидат координирани и да има поразвиени групи и фини моторни вештини. Тие понатаму може да се комбинираат со јазички задачи и со математички задачи. Следно имаме садови за сортирање. Тие може да бидат сортирани во послужавници или пак во кутии. Или како што можете на примерот, имаме сортирање по боја или сортирање по облик или пак во случајот на прибор за јадење. Понатаму, покомплексни задачи се лото и домино. Лото може да играте во разни варијации, односно тоа да бидат поврзување исти со исти слики или слика со збор и слични активности. И доминото на истиот начин може да биде комбинирано со различни нивоа на знаење. Или во случајот тука каде што е прикажано, се паркираат домино коцкичките во соодветниот дел каде што го означува бројот. Задачи со поврзување. За поврзување можете да користите разни материјали. Можете да користите ластичиња или пак врвци, а може исто така да употребувате и штипки. Во првиот случај на сликата можете да забележите со врвки како се поврзуваат големи печатни букви и мали печатни букви, додека пак на следната слика, ова е малце покомплексна активност каде што вклучува прашање и одговори, и тие се означуваат со штипки. Овие задачи може да варираат во својата комплексност, но убаво е што вклучуваат когнитивни и моторни вештини. Исто така, понатаму тие можат да водат за решавање на наставни ливчиња, каде што се бара од детето нешто да поврзи, да издиференцира, за да може да ги спои својствата. Се надеваме дека описот на избраните активности ќе биде корисен во развојот на разни материјали за учење, адаптирани на интересите и вештините на нашите визуелни ученици. Разни варијации на активностите се ограничени на имагинацијата на специјалните едукатори, наставниците и родителите. Благодарам на вниманието.